На 2,5 месеци пред стартот на новата производствена сезона кај Оризот нема најава за квалитетни и некакви суштински промени, како на краткорочен, така и на долгорочен план. И ресорните министерства и земјоделците засега се задоволуваат со субвенционирање, кое за волја на вистината ни приближно не ги дава посакуваните резултати и ефекти. Напротив, многумина се уверени дека имала контраефект и од вредни земјоделци прават мрзливи, кои само чекаат да добијат некоја пара. Ново услови на партиска и секаква друга поделеност на општеството, таквата ситуација на лов во матно е очекувана. Земјоделските стручњаци и земјоделците никако да седнат на заедничка маса за да договорат каква и да е стратегија за развој во оризопроизводството. Тоа значи дека и предстојната пролет земјиштето ќе го обработува, кој како ќе стигне, ќе се сеат семиња од турски преку италијански до македонски сорти. Ќе се употребуваат пестициди кои се и не се на позитивната листа за примена, а во таква стихијност нормално е да се очекуваат намалени приноси со сомнителен квалитет. Дека е така потврдуваат низа проекти кои наместо да го подобрат, додатно го влошија производството. Во изминатите години се воведоа турски сорти, се тестираат тераграмин и систем капка по капка, но само еднократно, колку да се завршат проектите. Истите, наместо да им помогнат на земјоделците, повеќе ги збунија. Проблематиката со семињата е овие неколку години доста изразена. Се судривме со проблеми на турски ориз, турски семиња, италијански семиња и затоа кај нас сега земјоделците се малку оставени, како да кажам, на интерес на откупувачите. Откупувачот ќе му каже јас тоа семе не го купувам, тој ќе мора да сее друго семе, дали е доходовно или не е доходовно, дали е подложено на болести или не е подложено на болести, дали има длга вегетација или кратка вегетација. Откупувачот не го интересира тоа, додека земјоделецот стае на мака да мора да се бори за да искара да извади поголем принос и да може да му биде рентабилно производството. Инаку се двојат, например, 2-3 сорти од италијанските и 1-2 сорти од турските сорти, кои се претежно застапени. Ако лани предизвика афера, на пролет може да помине и без неа присуството на генетски модифицираниот ориз во кочанското производство. Дали лошите искуства само ќе ги направат попредпазливи трговците или реално ќе се воведе ред во оваа сфера, ќе покаже времето.